Уште една актуелна тема на наредниве минути, која што е тесно поврзана со денешниот датум. 80 април е меѓународен ден на спомениците и археолошките локалитети. Го прогласи Меѓународниот совет за споменици и локалитети во далечната 1982 и секоја година темите се актуелни, а се однесуваат на подигнување на свеста за значењето, заштитата, чувањето и афирмацијата на спомениците и локалитетите како непроценливо богатство. Да, токму тоа ќе биде и нашата тема утро во која што ја отвараме по 9 часот со нашата гостинка и соговорничка Марија Димичковска, магистер по археологија и музејски водич. Марија, добро утро. Добро утро, ви благодарам за поканата. Каква приказна раскажува Македонија преку своите споменици и археолошки локалитети? Во една реченица, ако треба да го срочам, Македонија раскажува една од најбогатите приказни за богато културно археолошко наследство, затоа што нели тоа е во мој домен. И колку сето она што го имаме, а имаме многу, вистински го познаваме? Вистински го познаваме, не знам дали доволно вистински го познаваме, меѓутоа ако јас се прашувам, дел од колегите и се она, ова е тема која што треба да се започне, јас велам, од најмлади години. Ние имаме посетители дури од градинките. Тука се тие работилници, тука се развива таа мала свест од мали нозе за тоа како треба ние да го чуваме културното наследство, од какво значење е за нас. Со самото тоа што ќе го запознаете културното наследство, си ја запознавате нацијата, родното место, се она што се случувало пред вас, за да ние бидеме она што сме денес. Кој е начинот на кој треба еден народ да се запознае со тоа што го поседува како културно наследство? Ако зборувам како музејски работник, ќе треба да се организираат редовни посети на музеите, да влеземе во годишните програми на училиштата, на факултетите, на средните училишта. Дури имаме соработки и со Црвениот крст, и со постари, далечам лица кои што се во одмината возраст, па и од нив има многу да се научи во однос на културното наследство. Инклузивни работилници, би можела, мислам, навистина да набројувам многу категории на граѓани кои што не посетуваат. Па тука ќе се осврнеме спрема странските посетители кои што доаѓаат, а се навистина во голем број. Така што има навистина многу обемна е темата за разговор. И уште во првата реченица ќе споменавте младите, дека сето ова се учи од млади нози, од мали нози, и апсолутно се согласувам со вас. Па во тој контекст и следното прашање: колку доволно се посветува внимание во образовниот процес на целата оваа приказна? Колку се сведува се само на фактографско запознавање со локалитетите, или пак едноставно некои од наставниците можеби поизлегуваат и од програмата, па посветуваат многу повеќе внимание? Јас мислам дека и наставниците, и ние како водичи, едукатори, па кустосите кои што се кај нас, па дури било кој вработен во било која институција, имаме некоја општествена одговорност да си го научиме потомокот како треба да се однесува спрема културното наследство. Наставниците се тие што го имаат процесот на формалното образование, ние останатите културни установи го работиме неформалното како водичи, например, или едукатори. Со тоа што ако тие дојдат, се запознаваме што се случувало, каков е процесот на еден артефакт од терен до витрина, затоа што за обичен посетител кој што не е стручен, да речеме како археолог или како историчар, кога гледа нели витрина со артефакт, вие мора да му ја доближите приказната за да тој може нели да ја доживее приказната во целост. Имаат ли базична информација пред да дојдат децата во музеј? Што ве прашуваат најчесто? Имаат и многу смешни прашања, имаат прашања од типот кога прв пат плачеле, кога бил првиот затвор, дали имате информација. Сега тоа ви кажувам што ми текнува. Од типот на керамичките садови, зошто ги употребувале, малецките се секогаш воодушевени од тоа што се случувало. Посебна категорија, да речеме, се средношколците кои ќе се заинтересирани. Вчера во неврзан разговор со тебе разговаравме дека, например, ние имаме и посебни денови кои што се бесплатни за музеот, тоа е секоја прва сабота од тековен месец. Потоа имаме среда за средношколци, четврток за студенти, бесплатен е влезот за социјално ранливи категории, имаме посебен третман на лицата кои што се со јас велам не е ни попречено, затоа што ние сите имаме на еден начин посебни потреби. Јас би рекла за лицата со поинакви потреби, и тоа е еден посебен сегмент кој што го опфаќа нашиот музеј, така што сум, мислам, навистина горда што работам нешто што го сакам. 18 април, кажавме, Меѓународен ден на спомениците и археолошките локалитети. Темата годинешна, културно наследство отпорно на катастрофи и конфликти. Има ли државата стратегија како да го штити тоа што го има? И колку покрај институционалниот е важен и индивидуалниот ангажман во
заштитата. Јас се сеќавам кога од Тето 8 бевме мали и имаше една стара куќа, ја рушија за да изградат зграда. И пронајдоа многу артефакти. Ги донесоа на час по историја и толку беше. Тоа се заборави. Сигурно има многу случаи такви, не само во нашата земја, туку низ многу земји во светот. Затоа прашувам и околу заштитата и колку го цениме тоа што си го има. Ти благодарам, Ване, за прашањето. Искрено, јас не сум експерт за културно наследство. Мојата работа опфаќа многу поинакви теми. Тоа веројатно некој од колегите кои што се од управата за културно наследство би ти дала најдетален одговор. Јас не сакам да направам грешка и публиката. Не зборуваме за општо и ваше мислење според тоа што го работите, колку и ние индивидуално и што треба да направиме за да придонесеме кон заштита и на самите локалитети и се што си имаме. Самосвесноста на прво ниво. Самосвесноста, вие ако не сте свесни, ако посетите археолошки локалитети, еве нека не одам подалеку да ги земеме Скупи Стобити, ни се нели сега на најблиску тука што ми паѓа на памет, или Тумба Маџари сега што го имавме настанот. Вие ако не сте само свесни како треба да се однесувате на археолошки локалитет, ако не го научите своето дете, внуче, родител, кој да е кој што нема познавање, тука почнува коренот. Обврска на државата, на Министерството за култура и туризам и понатака е да ги донесе тие регулативи со кои што, нели, од не дај Боже катастрофи, природни, не знам, предизвикани од човечки фактор, ќе го штити културното наследство. Наша обврска е да ја подигнеме самосвеста и општо свеста кај населението, на пример и моја на посетителите кои што ќе дојдат, и секако на сите вработени да се развие првично самосвест, а потоа мислам дека таму потекнува се друго. И за да го штитиме тоа што го имаме, треба да знаеме што имаме. Токму тоа беше целта и на отворениот ден во Тумба Маџари пред некој ден. Колкава беше посетеноста? Еве, тука сакам да проговориме за граѓаните кои што дојдоа, како тие се однесуваа на локалитетот, кои се прашањата кои што тие ги поставуваа? На моје огромно задоволство бев дел од тој проект, меѓутоа морам да кажам тоа е проект кој што се реализира втора година поред и е проект на една моја многу драга колешка уште од факултетски денови на Марија Рабаџиска. Од минатата година, и мислам, проектот го носи името Јас археолог и некако се категоризираше да дојдат дечиња на археолошки локалитет кои што ќе може да се запознаат од близу како правилно се истражува, начинот на кој се користат археолошките алатки, како се врши целата документација, фотографирање, како мора ние да сочуваме, што не смееме да поместуваме. Но овој отворен ден беа присутни многу од колегите кустоси. Некако јас велам тим си е тим, па тоа се сработи тимски заедно со нашата директорка, заедно со Тони без кој што Тумба Маџари не ни бил тоа што би бил, драгата колешка Елена Канзурова која што се грижи за неолитското село Тумба Маџари. И буквално дечињата научија се што се случува на еден археолошки локалитет, дури на крајот погледна и документарен филм за овој локалитет, научија процесот на конзервација, за нумизматика разговаравме, за зооархеологијата, така што имаа многу прашања, си заминаа многу срекни и задоволни. Имаше посетители кои што се јавија на телефон во меѓувреме да дојдат, како случајни посетители, така што денот беше прекрасен. Успешен, извинувам. Малкумина знае дека токму најголемиот дел од изложението и депониран неолитски материјал во археолошкиот музеј е потекнува од Тумба Маџари. Тоа да го потенцираме. Колку е богата Македонија со една Тумба Маџари? Мислам дека имаме најубав неолит. Буквално имаме представи на женски фигурини кои што се со представи на накид, кои што имаат стилизирани фризури кои што наликуваат на денешните. Имаме посебни керамички садови кои што се декорирани. Мислам, буквално еден мал свет на живење. Многу богат неолит имаме. И токму со реконструкцијата на овие локалитети, целта е генерално да се доближа, да се даде една приказна која што ќе му се доближи на посетителот. Колку треба да се прави внимателно оваа реконструкција на локалитетите? Внимателно. Колегите кои што ја прават реконструкцијата, како што е случајот со Тумба Маџари, или тоа е музеј под отворено, и многу често се среќаваат такви музеи низ светот, барем од ја што сум го видела. Мислам дека е еден од најубавите пристапи како до публика која што не е професионална, да ја доближите археологијата, односно културното наследство и историското наследство на еден народ. Сега дел од нели овие локалитети се посетувани од страна на странски туристи, споменици, археолошки локалитети. Имаме ли доволно богата понуда не само за странските туристи, туку и за нашите, и дали доволно внимание посветуваме на тој аспект и вистинска промоција?
секогаш мислам дека може да биде подобро. Низ годините наназад, пак го зборувам ова од личен аспект, 11 години веќе наназад, посетеноста на музеот од најразлични категории, буквално скоро од сите држави во светот. Многу ретко се случува, супер е да имате и негативна критика, супер е кога имате и позитивна критика кога ќе добиете пофалба. Мислам дека се уште треба да работиме на промоцијата. Во еден период имавме така една нагорна линија, да речам, и сега искрено се надевам на некои подобри времиња, пошто веќе забележувам некои, да речам, така наречени промрдувања. Се надевам дека ќе бидеме повторно во нагорна линија. Треба уште многу да работиме на промоцијата, затоа што навистина луѓето кога ќе дојдат, затоа што тоа нели лично на мене ми го споделуваат, па потоа во книгата на впечатоци, територијата на Македонија е многу мала, знаеме сите. Кога ќе го видат се она што се презентира кај нас, воодушевени се, значи, од толку мала територија, упатени археолошки, односно и стратиграфски и хронолошки застапени сите периоди, богати артефакти. На пример, вие кога одите во Лувер или во Бритиш музеум, можете да видите артефакти кои што се од секаде во светот. Вие влегувате во археолошкиот музеј на Македонија во Скопје и гледате артефакти кои што се само од Македонија, а музеот е таков каков што е. Мислам, исполнет со прекрасни артефакти, живописни наши. Да. Да. И целата оваа приказна ја доловувате вие, музејските водичи. Ви имали доволно во фелата? Има ли интерес за професијата? Мислам дека на годиниве наназад дека нема доволно интерес и искрено сметам дека оваа работа, ако се нафатите да ја работите, треба да ја работите со многу љубов и со многу ентузијазам. Затоа што вклучува работата со луѓе без повратна љубов и емоција и споделена приказна не оди. Апсолутно, да. Благодариме за гостувањето во Македонија наутро. Ви благодарам за поканата, се надевам дека разговорот беше продуктивен и дека на јавноста дадовме некои информации кои што не и беа досега презентирани.